Почитувани, Венко Филипче во ек на епидемија на морбили ги измами граѓаните и ја злоупотреби својата внука за политички измами. Филипче призна дека лажно и кажал на јавноста дека неговата внука е вакцинирана од морбили, иако таа не е, само за да ги увери родителите дека вакцините се безбедни. Да го погледнеме видеото со кое што министерот ги излажа, каде што министерот ги излажа граѓаните. Вие објавивте на Фейсбук дека ја вакциниравте вашата внука, но потоа имаше реакции на Фейсбук дека тоа не е вакцина против морбили. Дали има грешки кај вашата пиар служба во кампањата за докажување на безбедноста на вакцините? Секогаш е добро да се покаже со личен пример дека нешто е вистина, дека нешто е вистински чекор и дека нешто е вистинска политика. И во таа насока беше вакцинирањето на мојата мала внука, која што за жал е се уште мала, не може да биде вакцинирана со вакцината од морбили, меѓутоа и објавата беше во насока на тоа дека ние како здравствени власти ги уверуваме сите граѓани, целокупното население, родителите на малите деца, дека вакцините се квалитетни, добри, дека процесот на вакцинација е апсолутно безбеден. Значи, мојот чин беше во однос на сите овие аргументи заради тоа што сакаме да ги увериме сите дека е тоа процес кој што мора да се запази заради тоа што има болести кои што се искоренети благодарение на процесот на вакцинација и благодарение на тоа што само висок опфат со вакцинација значи еден колективен имунитет кој што ние вакви случаи повеќе нема да имаме. Филипче прво го злоупотребил детето во политичка измама, а потоа свесно ги донел во заблуда граѓаните на Република Македонија. Со самото тоа извршил кривично дело, измама според член 247 од Кривичниот законник. Со ваквото свое манипулативно однесување, министерот лично го загрозува процесот на вакцинација и ја нарушува и онака слабата и нарушена доверба на граѓаните во системот. Министерот лично со своето однесување целосно ја деградира, го разградува процесот на вакцинација. Филипче мора да поднесе одговорност. Очекуваме надлежните институции да преземат соодветни мерки. Министрите треба веродостојно да ги информираат граѓаните и да не ги лажат, да ги дезинформираат, ниту пак да ги манипулираат. Министерството за здравство, предводено од Филипче, прво велеше дека има вакцини со изминат рок. За потоа да рече дека нема вакцини со изминат рок, туку дека декларациите се променети и помешани. За сето ова потоа да се обелодени дека уствари ќе се уништуваат вакцините. Господине министер, знаете ли дека вие со вашето лажење и манипулирање директно го загрозувате здравјето на најмладата популација и го нарушувате вербата во системот. Господине Филипче, со вашето лажење и манипулирање директно можете да го загрозите животот и здравјето на граѓаните, а пред се на најмладите на децата кои што се во претшколска возраст. Граѓаните очекуваат итна и неотповиклива остапка од министерот по ваквото ноторно признание за измама и манипулација и лажење на сопствените граѓани. Најмалку што може да стори Филипче е да поднесе оставка. Повеќе од година дена откако е министер, здравството, здравствениот систем во државата само тоне. Ова е уште една од низа причини поради кои се потребни итни и неодложни предвремени избори, парламентарни, заедно со претседателските избори на пролет. Црнилата мора да бидат победени, зората да изгрее.